Интересите на Социјалдемократскиот сојуз и Сорос се спротивни на интересите на Македонија и македонскиот народ. СДСМ Сорос го одбра патот посочен од нивниот спонзор, се ставија во негова одбрана и започнаа со навреди и омаловажувања кон американскиот претседател Доналд Трамп и неговата администрација, се вели во соопштението испратено до медиумите од ВМРО-ДПМН. Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, во наредните 4 години ќе работи во тесна комуникација и ќе соработува со новата администрација на Трамп за остварувањето на стратешките цели на државата. Наша приоритет и цел останува членството во НАТО и во Европската Унија, при што важна е соработката со нашите партнери од САД и Европа, стои во соопштението. Граѓаните гласаа против деструкцијата и кризата во која што СДСМ и Сорос ја втурнаа земјава во изминативе години. Граѓаните гласаа за проекти, стабилност и просперитет. ВМРО-ДПМН ќе вложи максимални напори за отворање простор за работа на невладин сектор, кој ќе биде целосно во функција на граѓаните, а не во функција на аболицирани криминалци и туги интереси, се додава во соопштението. Жестоки критики до Џорџ Сорос изминатиот период покрај од Македонија пристигнаа и од Унгарија, Полска, Чешка, Словенија, а последна во низата е Романија. Тамошните медиуми соопштуваат дека политичките случувања во Романија создаваат слика дека во оваа земја се спроведува слично сценарио на случувањата во Македонија. Афери за компромитирање на поранешната влада, оцрнување на поранешниот премиер Виктор Понта и сегашниот лидер на Социјалдемократската партија Ливију Драгнеа, инсталирање на техничка влада, се само дел од обидите да се сруши владеачката СДП, која има поддршката од романскиот народ и победи на последните избори во декември.